Малку подалеку од градската бучава и бурното секојдневие, а сепак во срцето на градот. Во Скопје се крие едно место со поинаков дух. Станува збор за уметничка соба. Ова е простор каде уметноста и опуштената атмосфера одат рака под рака, а четката и чашата вино стануваат совршен спој за креативно бегство од реалноста. Уметничката соба постои околу 6 месеци, но веќе го привлекува вниманието на љубителите на уметноста, меѓутоа и на оние кои никогаш претходно не држеле четка в рака. На прв поглед, уметничката соба наликува на топол и инспиративен агол, платна подготвени за нови приказни, бои кои чекаат да бидат разлеани и луѓе кои доаѓаат да се релаксираат, да се дружат, но и да создаваат. Овде не е важно дали сте професионалец или сте почетник. Важно е да уживате во процесот. Интересот за да се доживее ова искуство, собствениците велат, е се поголем. Работилниците ние ги објавуваме на нашите социјални мрежи, објавуваме календар кој што од месец за месец они си ги знаат, доколку нели не следат на социјалните мрежи, си ги знаат нели оние работилници кои што ги правиме во одредениот месец. Идејата беше едноставно да се отвори некое место кое што е поразлично, да кажам на некој начин, од секојдневието, бидејќи како што можеме да видиме нели во државите околу нас, поготоа на Балканот, таа идеја е веќе одамна изреализирана, можам да кажам. Приметувам дека секојдневните нели оние, ќе ги кажам, искачанки на луѓево веќе им досадуваат и бараат некој покреативен дел, а во исто време биде забавен нели на некој начин. Така што тоа беше она првичната идеја за отварање на вакво катче или работилница. Со чаша вино в рацете, додека посетителите полека ги повлекуваат првите линии на платното. Во просторијата влада е опуштена и пријатна атмосфера, најчесто проследена со музика која дополнително ги опушта гостите. Насмевките и разговорите се мешаат со боите, создавајќи чувство дека уметноста не е привилегија, туку достапно искуство за секого. Во целиот процес поддршка дава и уметник, односно наставник по ликовна уметност, кој ги води учесниците низ чекорите на сликањето, без притисок и без правила. Само насоки и охрабрување да се црта уште повеќе и покреативно. Нема лош цртеж, секој цртеж си е добар сам по себе, така да секој има свој стил на изразување, свој стил на работа. Нема лош цртеж, така да секој се изразува како го гледа и како го доживува на свој начин. Јас сум задолжен да ги водам во креативниот процес на работа, доколку не се снајдат во цртањето, доколку не се снајдат во сликањето, исто така. Претежно имаат страв дека нема да го направат цртежот, но затоа сум овде да и помогнам околу цртањето и околу сликањето, да и го покажам патот и сите да сидат задоволни со уметнички дела дома. Уметничката соба ја комбинира уметноста, социјализацијата, но на поинаков начин. Наместо класично излегување, посетителите избираат неколку часа, исполнети со креативност и вино, и тоа во еден уметнички, несекојдневен амбиент.